Германските социјалдемократи гласаа да започнат разговори за формална коалиција со конзервативците на канцеларката Ангела Меркел. Одлуката значи дека земјата, која е најголема економска сила во Европа, може да се приближи чекор кон формирање влада. Околу 600 делегати се собраа да дебатираат дали да го обноват сојузот со конзервативците на Меркел. За одлуката гласа 362 делегати, додека 279 беа против. Беше одржано и пребројување, откако резултатот во првичното гласање со кревање раце беше премногу тесен. Непосредно пред гласањето лидерот на СПД, Мартин Шулц, одржа страсен говор во поддршка на коалицијските преговори, велејќи им на делегатите дека нивната одлука се следи во Германија и Европа. Glaubt mir, wir haben uns das alle nicht leicht gemacht, ihr nicht, ich auch nicht. Aber dass wir der Bitte des Bundespräsidenten folgen und nach Auswegen aus dieser schwierigen Situation, aus dieser schwierigen politischen Lage suchen, daran bestand für mich nie auch nur eine Minute ein Zweifel. Канцеларката Меркел, поздравувајќи одлуката на социјалдемократите, рече: Nach intensiver und durchaus kontroverser Diskussion ein positives Resultat gegeben hat und damit ist der Weg frei für Koalitionsverhandlungen. Коалицијските разговори се очекува да започнат оваа недела. Шулц оцени дека тие ќе бидат многу тешки. И покрај ваквиот исход, Шулц се соочува со силна реакција од левото крило и младите во партијата. Некои тврда дека партијата треба да биде во опозиција со цел повторно да го врати својот идентитет, откако на парламентарните избори во септември лани го постигна својот најлош изборен резултат од 1949 година. Како и да е, резултатите од гласањето со олеснување се примени во Европа, каде што Германија и канцеларката Меркел играат водечка улога во незините економски и безбедносни прашања. Некои аналитичари сметаат дека најновиот потек на социјалдемократите ќе го охрабри нивниот лидер Шулц да притисне на поголеми отстапки во политиките на Меркел во работните односи, здравството и миграцијата.